Благодарам. Благодарам исто и за поканата за учество на ова многу важна работилница. Значи, јас морам да признам дека по одличните презентации на професорите и другите научни работници во ова тема промени со води, значи беа посочени повеќето проблеми кои што ние со години се занимаваме и после таквите убави одлични презентации ние да збориме сега за дигитализација не е баш лесна работа. Значи, од едноставни проблеми што ги имаме на терен и меѓу институционалната соработка и другите фактори кои што го осложнуваат работата во однос на управувањето со водните ресурси, значи дигитализацијата нормално дека е добар момент или добра алатка или чекор кој помага во доброто и одржливо управување со водните ресурси во Македонија. Значи, дигитализацијата на водниот сектор представува воведување на електронски системи, дигитални регистри, автоматски мониторинг и размена на потоци меѓу институциите со цел поефикасно, потранспарентно и одржливо управување со водните ресурси во Македонија. И тоа нормално согласно европските стандарди или европските директиви. Зошто е важна дигитализацијата? Сите знаеме дека таа придонесува за побрзо издавање на дозволи, намалување на административни трошоци, поголема транспарентност, подобро планирање на водните ресурси, усогласување со европските директиви, особено со Европската рамковна директива за води и другите директиви поврзани со водите, подобра подготвеност за суши, поплави и климатски промени. Исто така, бидејќи беше посочено од претходните презентери во однос на идните потреби за нови стручни кадри, значи дигитализацијата исто така ќе помогне, значи тој недостиг на кадар, стручен кадар, некако да се ублажи. Во однос на ситуацијата кај нас како е, значи може да кажеме дека ние сме во некоја си последна фаза на дигитална трансформација. Значи постојат поединечни иницијативи и пилот проекти, но се уште немаме целосно интегриран национален дигитален систем за управување со водите. Значи, законот за води, законската рамка е веќе воспоставена, планирано е да се воведе системот на интегрирано управување со потоци, информации за водите во Македонија. Значи, воведена е и така наречената водна книга, која што нормално бара повеќе информации од повеќе институции, ажурирање нејзина и нормално, која што нормално ќе ни користи и за идни, да речеме, плански спремање, подготовка на плански или стратешки документи кои што се поврзани со управувањето со водните ресурси. Посочени беа проблемите во однос на фрагментација, на информациите се поделени на повеќе институции, повеќе министерства, на национално ниво, потоа на локално ниво, па имаме управа за хидрометеоролошки работи, па имаме информации кои што се, да речеме, и во архивите на повеќе факултети, така да сите тие информации треба некако да се спојат во еден систем, во заеднички систем, кој што, да речеме, би бил добра база за сите институции, за сите научни работници кои, да речеме, работат на оваа сфера. Ограничен мониторинг во реално време. Значи, постојат мониторинг програми за квалитет и квантитет на водите, но национална мрежа на автоматски мерни станици
националната е се уште ограничена во споредба со земјите од ЕУ. Значи, во ова насока, ние како Министерство работиме нормално со поддршка на разни проекти, било да се финансирани од ИПА проекти, било да се од други донатори, како што швајцарците или па имаме сега можност сега преку Интерек програмите да набавиме нови опреми, нови апаратури кои што помагат во мерењето на квалитетот и квантитетот на површинските и подземните води. По таа насока имавме и неколку апликации сега на кои што чекаме одобрување заеднички со земјите, соседните земји. Тука пред се бих сакал да го нагласам проектот што еве планираме да го реализираме со грчката страна и во однос на управувањето со речниот слив на реката Вардар, вклучувајќи го и Доренското езеро. Значи, и таму чекаме апликацијата да ни биде одобрена и со тоа ќе имаме можност да набавиме нова опрема, која што е поврзана директно со процесот на дигитализација. Исто така, тука сакам да го спомнам и проектот што Министерството го реализира, заемот од Европска инвестициона банка, кој што е околу 50 милиони евра и на која што општините може да аплицират за било какви интервенции во нивните системи за водоснабдување, собирање и третман на отпадни води, вклучувајќи ги и модерни алатки или системи за следење на квалитетот и на квантитетот на водите во нивните предпријатија. Значи, потоа имаме други проекти. Имаме сличен проект во Дримскиот слив, професор Чиколиев знае. Таму ние се обидовме да воведеме или да направиме така да речем Water Information System, кој што е воспоставен. Тој е малце покомплициран, бидејќи се работи за слив кој што ние го делиме со другите земји во Дримскиот слив, Грчка, Албанија, Косово и Црна Гора. Значи, направена е таа рамка, направена е таа платформа која што нормално дека треба да се храни со податоци и да се одржува. Тука е проблемот што во моментот ние слабо стоиме со човечки ресурси. Човечките ресурси генерално се слаби во управувањето со води и, како што го рекоа и претходните презентери, тука голема улога игра и мотивираноста на луѓето за работа на овие институции. Прилично во однос на платите, значи тие не се атрактивни работни места и затоа ние во моментот имаме недостиг на кадар. Поготово ние во животна средина, секторот за води, сме околу 20 души, а покриваме цела територија на Македонија. Ние сме задолжени за креирање на политиките во управувањето со води, ние сме задолжени за подобрување на законската регулатива, ние сме задолжени за спроведување на транспозиција и спроведување на европските рамкови директиви, потоа делот на дозволи за користење, дозволи за испуштање на отпадни води, потоа дозволи за користење за било која намена, дали за вода за пиење, дали за вода за наводнување, дали за вода за производство на енергија и така натаму. Значи, сите овие прашања се реализираат во рамките на еден сектор што го спомна и професорката Сонја Липиткова, што навистина е многу мала бројка во однос на обврските што ги имаме.
Така да не должам многу, сметам дека процесот на дигитализација ќе помага во овој процес на, да речеме, подобро и одржливо управување со водните ресурси во Македонија. Благодарам.